Ајде здрави од мене на сите. Гого, браво. На Гого му е прв пат вака сам да отвори, да води служба. Ќе му даеме шанса и да ја затвори. И ја мислам дека треба еден силен аплауз за Гого. Знаете, ако сте црква што си ги сакате луѓето, и тоа пред се си ги сакате луѓето, многу пати знаеме ние да кажеме дека се што правиме во црквата правиме за Бог. Ја не се сложувам баш целосно со тоа. Ние се што правиме во црквата правиме како за Бог. Така сме повикани. Се што правите, не само во црквата, во вашиот живот, правете го како за Бог. Но многу работи правиме за заедницата, за нас самите, за тие што Зоран ги спомна, другите заедници. Без разлика они како се нарекуваат. Пред се луѓе и ние така ги нарекуваме. Така да, и како црква, ние сакаме многу да гледаме такви, јас сум еден дел од такви, Зоран и уште многу пред тоа и многу после тоа, се дел каде што биле охрабрувани и каде што навистина стигнале до момент и они да бидат охрабрување за другите. И тоа ќе продолжиме. Знам дека секогаш во нашите мисли има дел, дали сум ја приметен, дали сум јас познат, дали, верувајте, првен Господ не ве остава неприметени и неспознаени, а најубава промоција е Божјата промоција. Али исто така, водство подлежно на водството од Светиот Дух не би требало да не ги приметува работите кај луѓето. Така да, што ни преостанува во овој случај? Трпението. Исус самото слово го кажува слово на трпение. Така да бидеме трпеливи за работите, да бидеме трпеливи да не приметат, да бидеме трпеливи да дознаеме дали Господ не приметува. Амин. Зоран ви кажа дека вака рече, ова е како идеја и констатација. Беше благ, малце сакаше да каже заповед. Зашто тие стихови што ја кажа се заповед. Исус вика одете и нели правите ученици, кажувајте во Божјото слово, ама така треба. Така треба. Ако се нарекуваме дека луѓе во благодат, со благодат, полни со благодат, благодат врз благодат, тогаш не може таа благодат да остане само во овие 4 ѕида, него мора да се покажува и надвор од овие ѕидови. Надвори од нашите ѕидови, што се, нели, нашите тела и од нашите мисли и умови. Мора таа благодат да ја видиме и во другите луѓе. Амин. И така да ќе бидеме луѓе што ќе охрабруваме. И сега Зоран рече, кога толку многу проповеди, толку многу кажувања, во вторник се заборава како да проповедам, ајде кажете ми. Затоа денеска реши повеќе да охрабрувам. Да. А и тоа е проповед. Павле, нон-стоп, оди со охрабрување, ве охрабрувам вас, ве знам. Ја не ве видов, ама и други ми кажаа, какви стали ве охрабрувам. И цело време, последниве неколку дена ги читам Коринтијаните. Викам, Господе, зошто Коринтијаните, знаеш? Зашто викам, сакам да ја охрабриш црквата. На Коринтијаните во моментот им требаше највеќе охрабрување. Така да, не ве споредувам со Коринтијаните, не споредувам со Коринтијаните, него ја зимам охрабрувачката сила на Павле преку Светиот Дух и сакам да се охрабриме денес. Амин. Како што кажа Гого, конференцијата ни е, ќе напоменам јас, само за млади, зашто знам дека многумина ме праша, може би отвориш водата? Многумина ме праша дали може ја, дали може и ја. И имаме нели ние конференции, тоа значи дека ќе имаме и оваа година завршна конференција. Ајде да не зборам многу, али во најава ни е и заедничка служба на сите христијански центар, на целиот христијански центар Македонија, али за тоа ќе се дознае нели понатаму. И охрабрете ги вашите млади околу вас. Споделувајте го ова видео, споделувајте ги видеата што повикуваат на конференцијата, тој постер, тој евент. Едноставно не е тоа да не се исполни салата. Знаете луѓе, мотивот да се исполни салата треба да биде исправен, а тоа е да навистински децата наши разберат што е тоа слобода која треба да ја живеат. Ако видите во светот најупотребуван збор е слободата. Ја имам слободна волја. Чичко Иле, ја имам слободна волја. Или батко Иле, ја имам слободна волја ова да правам, а моите ова ми кажуваат, она ми кажуваат.
Повозрастните исто, нон-стоп со слободна волја. Зоран ни кажуваше, Господ се ви дал, ама на крај останува таа слободна волја, нели? И кога веќе е слободна, кога ја нарекуваме слобода, иако јас не се согласувам целосно дека нашата волја е слободна, зашто вистинската слобода е на видеото, видовме каде? Во 2 Коринтијани 3:17. Вистинската слобода е каде што е Божиот дух. Таму има слобода. Тоа другото е некоја заматена слобода. И знаете, ние го почитуваме слободниот избор. И тоа Господ го почитува. Слободниот избор на човекот. Али дека тоа избор под слободна волја, тука можеме да дискутираме. И јас запишав една поговорка, оваа може би некогаш, не во Библијата, ама во некој мој поговорки ќе ставиме, и таа вика, понизниот човек ја бара Божјата, а не својата волја. Амин. Понизниот човек, тоа слободна или тоа моја волја, мене вака, мене така, не го размислува или па не го ни разбира веќе. Му станало непознато. Он ја бара Божјата волја. Но горделивиот, знаете поговорките така се, понизниот, горделивиот, правенниот, неправенниот. Али има вистина во ова. А горделивиот ја бара својата волја, но никако не признава одговорност. Истата ја бара во другите. Не сакам да кажам дека во македонскиот народ тоа само е, но во нас како луѓе секогаш има дел каде што мојата волја да биде. Ако ќе дојде до некоја последица, ние викаме Бог е крив, ѓаволот е крив или комшијата е крив. Никако после не ја признаваме одговорноста во нашиот живот. Никако после ние не сме криви за последиците, него секогаш викаме некој друг е крив. Али битно мојата волја да биде. Па тие работи не одат едно со друго. Коки, пушти ни на последниот состанок на служителите, старешините, како сакате наречете, јас ми олеснува ако ќе речам служители, нели, имавме еден убав разговор каде што сите беме согласни дека некако во последно време, иако тоа нон-стоп треба да ни биде во мислите, во молитвите исто така, ама понекогаш знаеме да подзабораваме на работите, но кога ќе согласите со нешто, тогаш има многу голема сила. Многу голема сила. И согласивме сите дека последно време ќе очекуваме, зошто? Ради некој што имал видение, ја имав едно видение, ќе ви го кажам и тоа, дека многу луѓе каде што сме посеале семе, ќе ги видиме во заедницата, ќе ги видиме во црква, ќе ги видиме на службите, ќе ги видиме охрабрени, ќе ги видиме пораснати, каде што навистина решаваат да тргнат многу работи што им сметаат, што веќе виделе, кога се свртиле наназад дека им сметале во нивниот живот и решиле поревносно, поинтимно да го следат Исус. Знаете, не само нас, иако Павле нон-стоп им се препорачува. Павле дури оди до таму и вика, јас се препорачувам на секоја човечка совест. Тоест, ние се препорачуваме на секоја човечка совест. Знаете тоа што значи? Колку и да имаш своје мислење, како мислење, тебе Господ ти дал задача да го помириш народот со него, да му кажеш, човек, твојата совест е помирена со Господ. Така да прифати го тоа. И многу пати сум размислувал, стварно луѓето понекогаш да не ги замараме, да не знаете, и тоа може некогаш и било така во нашата немудрост или преревност за да ги кажуваме работите, али Господ не учи преку тие нешта, али ќе им даде вистински, но ние не можеме луѓето да ги оставиме така пред нашите очи да гинат. Во 2 Коринтијани, најди го 2 Коринтијани 2:14 и 15. И пред ова, со сликата што е. И така да, ова беше пред некои 2 месеци, ова е домашна група, кај нас дома, многу убаво си поминавме, имаме гости, ќе се препознаете тука кои сте сите, да не ве набројувам, но пишаме едно нешто. Го славеа Бог и беа мили кај целиот народ, а секој ден Господ ги продадаваше оние кои се спасуваа. Ќе кажеме амин на ова и ќе се согласиме и ќе живееме живот на ваков начин. Овие собирања
нема да бидат само дали денеска ќе добијам храна за моето его. Дали денеска ќе добијам решение за мојот проблем. Овие собирања нема да бидат само дали денеска ќе бидам доволно охрабрен. Зашто ја не верувам, зашто реков доволно охрабрен? Зашто не верувам дека идење во црква не може да охрабри. Може да охрабри. Него понекогаш ние бараме плюс и плюс. И затоа викам доволно охрабрен. Него некогаш ќе тргнеме сето тоа на страна и ќе дојдеме и ќе го славиме Бог и многумина, многу спасени ќе се придодаваат. Амин. И ја видов во визија како од планина многу потоци од сите страни се слеваат и одат во една иста река, што тече една иста. И верував дека ми беше тоа дадено дека ќе видиме многу луѓе, не само нови луѓе што веќе посеано Божето семе. И знам дека некои од повозрастните во оваа црква рекоа дека ако ги броиме над 3000 или така беше, некоја голема бројка имаат продефилирано, ако можам да го кажам, тој збор во оваа црква, не во оваа сала, него во христијански центар 490 Скопје и цела Македонија. И затоа го дадовме оваа слика, дека се согласуваме, дека ќе гледаме луѓе спасени. Амин. Да, може слободен аплауз за вода да се напием. Зоран Зоц беше управо. Ја цело време мислев што да зборам, ама некако време во топло и не ти се седнува дома да спремаш нешто да правиш. И мислев скрос нешто друго. И кога денеска, не знам, негде на пола ден, пред да доам наваму, ми иде нешто со новите генерации, со идните генерации, пак тоа наследство генерации, тоа што веќе еднаш го зборев, но и тогаш ми текна дека кога зборев за наследство на генерации, дека само почнав да зборам и дека реков понатаму ќе продолжиме за тоа, зашто е многу битно што добиваме како наследство, но што и оставаме наследство за идните генерации. Ја кога ги гледам англичаните, посебно фудбал, дека пратам и англиско гледам, и кога гледам колку се, како да кажам, колку си ја сакаат статистиката, колку сакаат историјата, тоа е за препостувачки, но и после гледам, затоа се силни. Они нон-стоп се грижат за наследството. Што го добиле, но што и ќе остават. Затоа е таа статистика, водење на статистика. Знаете, таму има сила. Нема сила кога се прават работите паушал од утре за, нели, од денес за утре, така викаме. Ајде, од денес за утре. Но да размислуваме на начин дека работите што ги правиме. И јас со еден пријател зборев, му викам кога ќе почнеш книга да пишуваш, па вика управо си, ама не знам бе, вика кој чита книга. Ја викам немој да размислуваш само така. Немој само кој чита книга. И сега да не, иако читаат книги, но и да не читаат, таа останува за наследство. И мора така да размислуваме. Мора да размислуваме и за нашите животи, но и да имаме таа колективна одговорност на оставање наследство за идните генерации. Како би ни било, сега ги гледам генерацииве после мене, тинеџериве што сме нон-стоп заедно и не ми иде на памет, ни во сон, замислите цела генерација да изоставиме. Тоа би било каша попара. Господ никогаш не оставал на случајност. Знаете, ама во тие времења црквата беше толку споена со државата што не се знаеше кој јаде, кој пие и во името на Бог убива, во името на Бог се. Но Господ секогаш се грижеше за неговата духовност и секогаш имаше движења што ја одржуваа таа духовност и што не дозволуваа христијанството да опадне, него напротив, од ден во ден се повеќе и повеќе да расте. И вие имате, ќе видите статистика каде што пишува во Европа толку и толку опаѓа христијанството. Знаете, христијанството не е бројки на начин се родиште, запишувам православен, протестант и нели католик. Така да тие бројки понекогаш може да не збунат. Христијанството е водење на живот и тоа живот во изобилие, на исповедање на Божјото Слово, а не е само запишано во книгите. Се согласуваме со ова, така да не можеме секогаш да се носиме по тие бројки, иако понекогаш делуваат поразителни кои ќе слушнеш, но не се целата вистина, не се целата реалност. Реалноста е дека напредуваме. Амин. Кој рековме, колку е 2 Коринтијани, 2?
Но фала му на Бога, кој секогаш не води во неговата победа во Христос и на секое место пред нас го шири благиот мирис на неговото познавање. Зашто ние сме Христов благ мирис пред Бог, меѓу оние кои се спасуваат и меѓу оние кои загинуваат. Можеме да направиме разлики или да дадеме опис на овие стихови. Вика, ние сме благ мирис. Значи ти, дали некој решил да гине во животот или да се спасува, ти си благ мирис како христијанин. Ти не мирисаш лошо за тие што се тргаат. Ти и таму си благ. И тука вика благ пријатен мирис не само пред луѓето, него пред Бога, Христов мирис пред Бога. А знаете како мирисаме? Стихот погоре. Ние сме го шири благиот мирис, ние сме мирис на неговото познавање. Ние мирисаме со неговото познавање. Да не бараме како мирисаме, него да знаеме дека мирисаме со неговото познавање. Што значи тоа? Знаете колку пати ми рекле, ти како збориш за Господ кога да го познаваш? Ја му викам, ја не знам поинаку да зборувам за Господ, освен да зборувам како да го познавам. Јас и така мирисам. Така Павле вика, мирисаме со познавањето. Има еден многу убав збор, и овој познавањето убав, спознанието. Во некој од преводите, во по-старите преводи е спознанието, што ми дава уште јасна слика за тоа спознавање на Бог. Не само близина, од прва рака. Не она само суво знаење. Знаете, го научиме на почетокот ние, кој им кажуваме на луѓето, се што научиме од Николче, од Зоран, од Ѓоко што ни кажува, и ние само така, тоа, како машинчиња само. Ама, после тоа, го спознаваш Бог и зборуваш поинаку, зборуваш како што си го спознал. Така да, без разлика дали некој ќе ве навреди и ќе ви рече, еј, дајте му ово. Ти си благ мирис за ова општество. Амин. Амин. Дела апостолски, тоа го прочитавме. Ајде најди го 2 Коринтијани 6 од 1 до 10. И со ова ќе направам, рекол денеска ќе охрабруваме многу, зашто не може црква да биде да не охрабруваме. Од 1 до 10. И со ова сакам да охрабрам и нема да спомнувам имиња, него секој што ќе се најде во минатото или во периодот или во нештото што престојат, ќе се најде во овие стихови, слободно нека стави раката каде што сака. Едноставно, Господ гледа на вас, гледа на сите нас и сака да не охрабри. И сега кој ќе ги читам овие, па ќе речеме што е тука за охрабрување, али е доста, зашто тие што ќе се најдат во ова ќе знаат точно што е. Вика, како негови соработници, посебно за оние што имале пасторска служба или служба да служат на луѓето, да едноставно што верувам дека во секој нас лежи тоа, ако не друго за нашите околу нас да се грижиме и да се молиме, така да верувам дека многумина од вас ќе се најдат. Како негови соработници, ние ве молиме да не ја примате залудно Божјата благодат, зашто тој вели, во погонно време те послушав и во денот на спасението ти помогнав, еве сега е погонно време, еве сега е денот на спасението. За некого денеска, сега е денот на спасението. Ниту било пред тоа, ниту ќе биде, денеска е. Прими го во твоето срце. Во ништо не даваме никакви поводи за соблазна, за да не ни се приговори на нашата служба. Туку во се покажуваме. Има луѓе меѓу нас. Ај ќе образложувам, што на вистина се луѓе што не давале соблазна на другите. Господ ве наградува за истото. Туку во се покажуваме како Божји служители, во големо трпение, во неволи, во тешкоти и во маки, при тепања, во зандани, во немири. Знаете, ова сега делува смешно, кој зандани човек? Ама имало луѓе заглавувале во зандани. И не само Павле, и уште заглавуваат во зандани.
во напори, во бдења, во пости, во чистота, во знаење, во трпеливост, во љубезност, во светиот дух, во вистинска љубов, во словото на вистината, во Божјата сила со оружје на праведноста и во десната и во левата рака, во слава и во срам, при лош глас и при добар глас, сметани за измамници, а сепак честни. Се наоѓаме некаде тука. Колку пати на едно дете од тинеџерската група една тетка му рекла: немој да ги слушаш, нив лажат. Жената ни не познава, ни не знае. Сметани, како пишува, за измамници. Ако ќе видиш во нив, сепак честни. Како непознати, а сепак добро познати. Тоа го гледам на Фејсбук. Сите сме добро познати, али лајкови на Фејсбук на, не знам, на видео или нешто, нема. Значи, како непознати, али имав проблем, мислам дека Иле, Андреј, Коки, нема решение, али ќе ме ислуша барем, а сепак познати. Како казнувани, но не убивани. Како тажни, но сепак секогаш радосни. Како сиромашни, а збогатуваме други. Како да немаме ништо, понекогаш во мојот живот. Со Данче збориме и ќе погледнеме и онака, мило, како да немаме ништо. И на крај, кој ќе погледнеш во тоа што Господ го прави, во Божјото дело, сваќаш дека имаш се. Се наоѓаме овдека негде? Амин. Така да бидете охрабрени. Ја ве охрабрувам да продолжите тоа што сте го правеле, тие што некогаш правеле и сега малце го тргнале сето тоа на страна и се викаат: види, да се посвета малце на мојот живот. Знаете, доста време дадов на неколку, на тројци, на 5 души. Малце сакам јас со себе. Да бидеш со себе, но никако немој да бидеш сам. Биди со себе, но и со Светиот Дух. Нека Он те води. Амин. Немојте да се срамите со аплаузот. Ќе го предадам на Господ целиот Македонија. Најди го Захарија 3 глава. Понекогаш само листам, Стариот Завет ми е многу убав, интересен за читање, и понекогаш само листам, и кога почна да читам оваа глава, и негде од 3-тиот стих ми излегоа 2 момци од оваа црква што сакам да ги охрабрам. И кога ми излегоа 2 и после ми текна дека уствари они нонстоп и седат едно до друго, а не знам ни дали се другари. А тоа се Благојче и дечкото до... Да. Брачеди? Ете, гледа. Ми дојдовте вас и сакам да ве охрабрам со ова. Сакам да ве охрабрам нешто што во веќе во подолг временски период Господ го зборува врз вас тоа. Ајде, еве од првиот. Потоа ми го покажа, може и да станете ако сакате за да примите пубаво. Потоа ми го покажа тој Исус, ова е 3-тиот веќе, така? Великиот свештеник кој стоеше пред ангелот Господов и сатаната кој стоеше на неговата десна страна за да го обвинува. И му рече Господ на сатаната: Господ да те укори, Сатано, Господ да те укори, оној кој го избра Ерусалим, зар не е тој гламја истргната од оган? А Исус беше облечен во извалкана облека и стоеше пред ангелот, кој им одговараше и на оние што стоеа пред него и им рече. Исус стоеше пред Господ со нашите извалкани облеки. И во животот ваш, може би нон-стоп, ја не ја спомнувам многу сатаната, тоа искрено, ама нон-стоп имало може би зборови на осуда, зборови на вие сте прљави и вешот ви е прљав, не знам, и од натри, од надвор сте прљави. Но
Вика, Господ вика, ете, извинете, соблечете од него извелканата облека и нему лично, и вас лично, зашто Исус е нашиот застапник таму. Ете ја отфрлив од тебе вината твоја и те облекувам во свечена облека. Амин. Така да бидете благословени. Господ ви докажува во вашите животи со тоа што правите и со тоа што прават обкружувањето околу вас, дека навистина ова што го читаме го мисли за вас. Продолжете во таа светост во која сте облечени. Амин. Најди го 1 Петар, 1 Петрова, 1 глава, 3 и 4 стих. Нели, рековме нешто да кажеме и за наследството. Ви текнува пред некоја година и нешто, таа на подоматик ептен слушана проповед и не треба да остане само така, треба да се продолжи во сето тоа, зашто јас лично верувам во тоа наследство дека сме повикани да оставаме. Ако знаете како, кога гледам врз Македонија, нели, или како народ, секогаш ни фалело, можеби, нема да мешам политика, ама мора, зашто политичарите ја водат понекогаш државата, секогаш фалело добри политичари што ќе направат континуитет на нашата држава. Нешто што ќе нонстоп останува во наследство и што ќе ние можеме да се врзуваме. И затоа сите тие трзаи, па не степа, степаве, нема ваму, ве има ваму, треба да бидеме мудри. Треба, ние понекогаш само кротки како гулаби го разбираме и само на тоа остануваме. Ама треба и како лисици да бидеме мудри, знаете, и да, ако не биле мудри некои други, ајде ние да почнеме да бидеме мудри. Ама што иле сега, ја што можам да направам, јас сум таму, никој и ништо, не е точно. Не е точно. Бог ми даде едно откровение, кога бев во Истанбул, прв пат кога влегов во Истанбул, кога видов толкаво здание тоа, и викам, кој е оној таму во 20 милиони народ, еден човек, во една зграда, во едно станче, кој е тој? И Господ, тој Светиот Дух ми рече, јас сакам твојот свет околу тебе, да го направам голем и важен, за никогаш да не потпаднеш под замката дека ти си никој и ништо. И така да, без разлика кај и да сте, знаете дека Светиот Дух го прави тоа околу вас важно, и на небото тоа е важно. Инаку не би пишувало дека ако еден се спаси, целото небо слави. Не слави еден или двајца, целото небо за еден. Важно и големо е тоа што го правите. Без разлика дали сте во мало место или во не знам колкаво место или град огромен или мал. Амин. Благословен да е Бог таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост не роди одново. За еднаш сме биле родени и сега вика не роди одново за жива надеж. Одново во Христос Бог не роди одново. Затоа пишува дека сме ново создание, зашто се родиме одново. За жива надеж, за надеж жива која не умира. Зоран, колку Зоран? Можеби 5 месеци. Најверојатно ќе продолжи. Ама таа е жива надеж, луѓе. Таа е надеж што не умира. И ние во таква надеж сме родени. Во жива. Без разлика дали денеска лошо ти оди, вчера било подобро или обратно. Ние сме родени во жива надеж. Преку воскресението на Исус Христос од мртвите, за нераспадливо и неизвалкано наследство кое не е запазено на небесата за вас. Амин. Знаете ли ова што значи? Ова значи дека на небото има многу убави работи, но на земјата не сме баш сигурни. И Господ вика, вас ќе ве направам наследство на земјата моје. И вие ќе бидете нераспадливо и неизвалкано наследство. И кога ќе погледнам на земјата, се ќе биде убаво, ама вие ќе бидете најубави. Тоа значи. Тоа не значи дека не е само на небото ова. А ќе докажеме. Одиме во Псалм 33, 12. Требаш да ги направам.
Видете што вика Давид. Блажен е оној народ на кој Господ му е Бог и луѓето кои ги избрал за наследство свое. Кој е наследство на тука на земјата на Бог? Реките, морињата, планините или ние луѓето? Ама иле вчера тој да видиш што направи. Абе, остај тој што направи. Гледај Господ што направи за него. Ако има шанса па и да му го кажеш тоа, ние сме нераспадливо, неиспрљано по Скопски, неизвалкано по Велешки, наследство на Бог овдека на земјата. Ќе го повторим уште еднаш ако треба. Ефесијани 1 глава 11-14. Знаете, има толку многу да се збори за ова наследство. Не знам дали памтите, пред некои 6 месеци, не, година дена веќе помина, го кажував, постојано нели викаме дека Соломон толку изгради, волку направи, но сето тоа го доби како наследство од Давид. Како наследство. Затоа можеше Соломон да се пише за Соломон дека бил крал над кралевите, не знам, најбогатиот, се зашто се доби. Давид му вика, синко, еве ти се ти оставам. Ти оставам, како се вика тоа, за градење. Документ за градење, со градење ова со документите па, ама така му пишува. Вака ќе биде, така ќе биде, од оваа страна ова, ти треба да ги порачаш дрвава, да ги ставиш и терај, засукај ракави и терај. Терај, еве ти наследство. Ја не верувам, не продолжи да читам, не верувам дека Соломон останал туку така. Така? За Соломон се зборува дека беше најмудриот. Го најдоме? 11, така рекоме? 11, до 14. Во кого и ние бевме избрани за наследници. Во кого и ние бевме избрани за наследници. Ние сме наследство, но сега сме избрани и да бидеме наследници. Во друг стих вика и Христови сонаследници. Што не значи само дека наследуваш дел. Исус наследи се. Што значи Христови се наследници, значи наследници на се. И затоа Петар може да каже се за живот и побожност. Не дел од ова, дел од она, парче од ова, него се за живот и побожност. Во кого ние беме избрани за наследници, зашто беме оннапред определени според намерата на оној кој прави се по советот на својата волја. За Господ својата волја е да и амин. И затоа рековме, таму е слободната волја. Кај Бог, Он е суверен во работите. Понизните ја бараат, како рековме, Божјата, а не својата волја. За да бидеме за величање на Неговата слава, ние кои веќе од порано се надеваме во Христос, во Него сте и вие, откако ја чувте пораката на вистината, Евангелието на вашето спасение и откако поверувавте, запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог за нашето наследство, за откупување на оние кои станаа Божја собственост за величање на Неговата слава. Луѓе, вие може да речите, неам ништо наследено. А овдека вика Светиот Дух како печат, дека сте наследници. Светиот Дух како печат, дека сте наследници. Дали вие ќе го негувате делот каде што ќе сакате да ви открива Господ, е ваш избор. Јас мојот сум го направил. Пред некое време, што не значи дека повторно ќе не треба да избираме. Знаете, ние не живееме никогаш на стара слава. Тоа мислам дека е погубно да живееш на стара слава. Ние постојано правиме избори. Така да, тоа е ваше. Али ова, Павле вика, не смееме да го прикитуваме. Кога Павле можел да каже на секоја човечка совест, ние се додворуваме и кажуваме што е вистинито. Знаете како? Ние многу ја сакаме Библијата. Не само ние. Надвор многу ја сакаат Библијата. Само сакаат Господ понекогаш да го тргнат. Зборев со едно пријател, че вика на страна на кој факултет, универзитет
било кај да појдеш, главен стих е запознаа вистината и вистината ќе во ослободи. Само што не мислат дека вистината лежи на Оксфорд, целосната. Го разбирам ова? Така да, ние сме запечатени наследници. Залог ни е Светиот Дух, дека навистински сме Божји наследници тука на земјата. Но не наследивме само тука, но и наследивме што? Вечен живот на друго место пишува. Амин. Најди го Дела апостолски 20:32 и тука негде ќе привршуваме. 20 глава, 32 стих. Ана, уживаш ти? А? Браво. Ја уживам, ја Ана која гледам како она живее. Ја последно време се дружи повеќе со нас, нели, со тинеџерите, и која гледам викам, Господе, браво, знаеш, и сакам да те охрабрам. Рекоме денеска ќе охрабруваме. И знаеш како те видов како човек што сега ќе ти кажам вистинскиот збор, што ти биде стожер таму каде што си, и сега ти не го знаеш мала си тој збор стожер, но тоа е како ступ каде што се вртат работите. И тоа нема да биде, нели, само твојата појава се, него пред се ќе излегува од твојот карактер и од твојата длабочина колку ти ќе го спознаваш Христос. Знаеш, Господ оставил во тебе нешто длабоко и дури пишав, бев инспириран да пишам нешто за длабочината. Понекогаш ние луѓето сакаме да одиме многу во височина и во широчина. Што значи тоа? Да бидеме што видени, што послушнати, што повеќе да не знаат, и во широчина да зафатиме што повеќе простор, но забораваме да одиме во длабочина. А во длабочина е многу битно да одиме, зашто таму корења пуштаме. И кај што има силни корења, тогаш колку и крошната на дрвото да е голема, тоа ќе стои. Ветар нема да ја дува, и колку и да е високо, пак ветрот нема може ништо на тоа дрво. Така да, јас те предизвикувам во твојот живот да одиш во длабочина. Да ги спознаваш овие работи што се зборат, но Павле им вика, ја ви зборувам толку. А Господ, Он може повеќе. Он нека ви зборува повеќе. Така да, овдека ние зборуваме колку што знаеме, но Господ нека ти открива повеќе. И влегува во тие длабочини, за да кој ќе израснеш и кој ќе се расшириш, да навистина имаш корен што ќе те држи. Амин. Еве го сега. И сега, после сето ова што го кажав, не ве препорачувам на Подоматик пак мене да ме слушате, иако тоа е добро, но ве препорачувам на Бог и на Словото, на Неговата благодат. Таму ве препорачувам. Од тука кој ќе излезете, кој ќе завршите со кафенце, чајче и дружба, ве препорачувам на Неговото Слово на благодат и лично на Бог, кој е во состојба да изградува и да ви даде наследство меѓу сите осветени. Останете благословени и уживете. Амин.